Во Париз светска премиера имаше и третата генерација на Hyundai i30, која веќе е во понуда и на македонскиот импортер Korea Auto Trade. Новиот Hyundai i30 е со атрактивен дизајн, економични и динамични мотори и комплетен пакет со безбедносни карактеристики. Хеджбекот со 5 врати го задржа меѓу скиното растојание од 2,65 метри, но порасна во должина до 4,34 и ширина 1,80, а висината е намалена на 1,45 метри, што го прави стајлингот поагресивен и спортски. Коефициентот на отпор на воздухот е 0,30, зашто заслуга има и активното воздушно крило зад предната решетка. Во салонот на новиот Hyundai i30 има интуитивен интериер со хоризонтална поставеност, која остава впечаток на елеганција и чувство за простор. Во внатрешноста се користат високо квалитетни материјали, а централната конзола е навалена. На врвот е поставен стандарден 5-инчен или како опција 8-инчен екран на допир со мултимедијален систем, кој ги интегрира сите функции поврзани со навигација и поврзување. Чувството на просторност е нагласено од опционалниот панорамски стаклен покрив, а капацитетот на багажникот е 395 и расте до 1301 литри со спуштени задни седишта. Новиот Hyundai i30 доаѓа со 3 бензински и 1 дизел мотор со мал работен волумен и турбокомпресор. Основниот е 1,4 МПИ со мокност од 100 конски сили. Следува 3-цилиндерскиот со турбополнач 1.0 T GDI со 120 конски сили, а најдинамичен е новиот 4-цилиндерски мотор со турбополнач 1,4 T GDI со 140 конски сили. Дизелскиот од 1,6 литри со турбополнач е достапен со 3 нивоа на мокност, 95, 110 и 133 конски сили. Моторите се комбинирани со 6-брзински мануелен менувач или со 7-степен менувач со двојна спојка DCT. Новата шасија на i30 е целосно преработена за да обезбеди динамично возење со голем комфор со стандардна мултилинк задна суспензија. Македонската официјална промоција на моделот е на крајот на месецот кога ќе бидат познати и цените. Рено пушти на одредени пазари седан верзија на Меган, која веќе е во понуда кај македонскиот импортер. Седанот е подолг од хеджбек варијантата за 30 см и пократок од талисман за 20 см, што значи е позициониран меѓу овие два модели. Французите направиле атрактивен дизајн на седанот под кој се потпишува шефот Лоренс Ван ден Акер и навистина изгледа мощно и привлечно како помал талисман. Предниот дел се карактеризира со импресивна решетка на ладилникот и поголем амблем, слично со хеджбек верзијата на моделот, додека во задниот дел логично работата е сосема поинаква. Впечаток оставаат атлетските линии, панорамскиот покрив со 3 степени на подесување, кој ги поврзува предното и задното стакло, како и мускулистите форми на задникот. Благодарение и на меѓуоскиното растојание од 2711 мм, варијантата е многу попространа од хеджбекот, а капацитетот на багажникот е 550 литри. Кокпитот на Меган седан е идентичен со оној на хеджбекот, со високо квалитетни материјали и прилично пристојна завршна изработка. Големиот 8,7 инчен монитор на системот Airlink 2 личи на вертикално поставен таблет и од него може да управувате и прилагодувате климатизација, позиција на седиштето, бојата на уредите на таблата со инструменти, пристапот до аудио системот, навигацијата или вашите апликации. Благодарение на технологијата Multisense можете да изберете една од 5 режими на возење за да уживате во максимална удобност или на сензуална динамика. Меган седан се нуди со 2 бензински и 3 дизел мотори, со мокност од 90 и 130 конски сили. Подпирањето на новиот Меган седан е одлично избалансирано, ориентирано кон удобноста.
Талисман Гранд Тур нуди неверојатен шарм кој им недостасува на строгите и деловни германски конкуренти. Вертикалниот заден капак го прави автомобилот да изгледа речиси како купе, што природно е за сметка на багажникот, чиј капацитет е 572 литри. Освен поголемиот багажник има и повеќе простор во внатрешноста, посебно за нозете, поради подолгата изведба, како и за главите, бидејќи кровот на карабанот е повисок од оној на седанот. Во однос на лимузинската изведба, преуредено и подпирањето заради поголема удобност, а и звучната изолација, која е на многу повисоко ниво. Гранд Тур верзијата на Талисман ги користи моторите од седан изведбата. Форд објави дека според податоците на IHS Markit, лидерот кај спортските автомобили во САД во последните 50 години, Мустанг стана и најдобро продаваниот спортски автомобил на глобално ниво за изминатата 2016 година. Од синиот овал реализирале продажба на повеќе од 150.000 представници на Мустанг во изминатата година, што представува зголемување за 6% во споредба со 2015 и е резултат на промоцијата на моделот на глобално ниво. Надвор од Соединетите Американски држави, од фирмата на синиот овал евидентирале импресивен 101% раст во реализацијата на автомобилот, а резултатот за 2016 е на ниво од речиси 45.000 единици. Меѓу најголемите нови пазари за Мустанг се Германија и Кина. Од промоцијата на автомобилот во најбројната држава во 2015, моделот е најпродаван спортски автомобил со раст од 74%. Според податоците на Форд, од почетокот на производството на шестата генерација на Мустанг во 2015 година до моментов, во фабриката на брендот Flat Rock се произведени повеќе од 395.000 возила, од кои близу 100.000 биле наменети за извоз. Форд Мустанг може да се пофали со вкупно над 8,4 милиони произведени единици, а во моментов моделот е достапен во 140 држави низ целиот свет. За оваа година е предвидено и лансирање во нови 6 држави. Експертите од компанијата BASF Coatings за производство на специјални бои и лакови направија најново истражување за најпопуларните бои на автомобилите за 2016 година во Европа. Резултатот од истражувањето покажува дека најмногу купувачи се ориентирани кон белата боја, односно 29%. Вкупно 78% од купените за минатата година нови автомобили на стариот континент биле во класични бои – бела, црна, сива или сребрена. Според рейтинзите, најсериозен пад на интересот има за сива од 16% во 2015 на 12% во текот на минатата година. На ранг листата на најпопуларните се црната со 19%, потоа сепак сивата, сината со 10% и црвената со 9%. Најмалку барани се зелена, портокалова, златна, виолетова и жолта. Авторите на студијата се категорични дека изборот на клиенти кон различните бои се менуваат во зависност од сегментот на автомобилите. Кај компактните возила на прво место е со 26% белата боја, следена од црната 19% и сива 18%. Кај кросоверите на прво место е сивата боја, а таа е најпопуларна и кај спортските автомобили. Во премиум сегментот убедлив лидер е црната. Европската комисија подготвува предлог за промена на патарините, па автомобилите во иднина ќе плаќаат според нивото на штетни гасови кои ги испуштаат. Во пракса, ова најверојатно ќе значи крај за системот со винјети. Информацијата е потврдена и од страна на Европската асоциација на автомобилски производители, која изјави дека ги поддржува плановите за Европската комисија да се плаќаат патарини според нивото на емисии, но производителите треба да декларираат соодветни бројки
врз база на реален трошок на гориво. Ако новите предлози се притворат во директива, дел од земјите каде се наплатуваат винјети како Австрија, Унгарија, Словенија, Бугарија, ќе треба да изградат скапи системи за наплата на патарините. Идејата е реализација на средствата од патарини и винјети да бидат приближно исти како досега, но да се распределуваат така што возилата со мали и економични мотори да плаќаат помалку, а оние со големи и мокни повеќе. Најпогодени од ова ќе се тешките возила, кои се сосема мал дел на патиштата, но испуштаат околу 1/3 од стакленичките гасови. Зголемувањето на таксите веројатно ќе ги принуди превозниците да ги реновираат своите флоти. Ова ќе биде првиот обид да се воведе единствено законодавство за патарини за целата Унија. Во моментов постои директива само за товарните превози, а за патнички автомобили секоја влада сама ја дефинира законската рамка. Евентуалната нова европска директива исто така нема да ги принудува поединечните земји да донесат конкретни шеми и тарифи за патарините, но ќе воведе обединети принципи и правила. Ауто Шангај 2017, кој стана мощна значаен настан на светската сцена на ова поле, со самиот факт што Кина е водечки пазар во светот, па голем број производители ги остваруваат своите премиери на автомобили токму во оваа светска метропола, се одржа по 17 пат. Вреди да се напомене дека шоуто се одржува од 1985 година и има биенален карактер. Експо центарот во Шангај веќе има над 25 затворени хали на површина од рекордни 400.000 квадратни метри. Годинава имаше околу 2500 изложувачи од 25 земји, а бројот на представените автомобили е близу 1500, што секако се бројки на кои може да им позавидат и најголемите настани од овој карактер на планетава. Домашните компании овој пат беа најзастапени, а многу од нив се представија со концепти кои не само за локалниот пазар, имаат и признак за глобално ниво. Хавал, под брендот кој му припаѓа на кинескиот концерн Great Wall, блесна со концептот HB03 PHF, а пак луксузната единица Way му покажа на светот VV7, како ќе се вика кросоверот, дека има вистински конкурент за изведбите на Porsche, Maserati и Jaguar. Гили на годинишново издание во Шангај се представи со M-Grand MPV концепт, кој подоцна ќе се појави најверојатно и во продукцијска форма, а пак новиот подбренд Lynk & Co понуди седан под името 03 концепт, кој ќе има плагин хибриден состав. Зајц блесна со Raw Vision E концепт, изведба со многу добри перформанси со 2 електромотори и забрзување до 100 под 4 секунди. Со едно полнење на батериите ќе може да се минат 500 километри. Старата британска марка MG сега во кинески раце го лансира MG Emotion. Теренското возило BJ80, кое го произведува Байк, чиј изглед е инспириран од Мерцедес G класа, добива нова верзија. Во прашање е плагин хибридна варијанта Байк BJ80 PHF, комбинација од бензински агрегат, електромотор и 4x4 погон. Borgward, некогашниот германски бренд кој сега е во кинеска сопственост, најави продукцијска верзија на кросоверот BX5. NIO представува електричен кросовер наречен ES8. Производството на сериската верзија на моделот ќе стартува 2018. Брендот број 1 во светот, концернот Volkswagen, во Кина имаше многу интересен настап. На 3 штанда на своите филијали на Volkswagen, Audi и Škoda се представува со електрични концепти. Volkswagen го откри третиот модел од серијата ID. Тоа е купеовскиот кросовер ID Cross, кој има 4 места во внатрешноста и систем за автономно движење. Компанијата Audi представува исто SUV модел, но со форми на купе.
Дизајнот на моделот е близок до оној на e-tron Quattro, а Шкода ја промовира целосно новата и прва во историјата на брендот електрична концептна визија Vision E. Mercedes-Benz во Шангај ја лансира обновената S-класа, која донесува многу повеќе технолошки достигнувања отколку прототипот со името Концепт А седан. Според информациите од Штутгарт, токму оваа креација дава идеја како ќе изгледаат идните компактни модели на германската марка, вклучувајќи ја и следната генерација на А-класа. BMW ја представи најмокната верзија на M4 CS со моќност од 460 конски сили. Новата верзија на M4 се позиционира меѓу M4 Competition Package и M4 GTS. Citroen се представи со новиот C5 Aircross, кој е инспириран од Aircross концептот. Според она што го кажуваат од Citroen, новиот SUV е значаен модел како за брендот, така и за неговата пазарна стратегија. Американците ги предводеше Chevrolet, кој лансира FNR X концепт визија на плагин хибридниот кросовер со погон 4x4 безброј безбедносни асист системи. Компанијата Jeep го искористи автосалонот во Шангај за да го покаже прототипот на теренец со името Yuntu. Машината е предвесник на модел кој ќе стане предводник на брендот за кинескиот пазар. Долго време французите се бараа себе си во сегментот на средната класа. Иако имаа своји представници кои го одбележаа своето време, сепак не беа тоа играчи од најсилен калибар. По неуспешната приказна започната со Safran, па невообичаената креација Velsatis и на крајот Latitude, зад кој се криеше впрочем моделот Samsung SM5, французите од неодамна решија да се обидат повторно на ова поле и се чини конечно успеа. Лансиран беше Талисман, складно дизајнираната лимузина, дело на шефот на одделот за дизајн во Париз, Лорен Ван дер Акер, кој со неколку модели го препороди францускиот гигант и важи за еден од најплодните во светот. Ако по утрото се познава денот, тогаш конечно во Рено имаат адут во оваа сфера. Првичните резултати од остварените нарачки и реализацијата велат дека автомобилот оди како алва и со бројките високо котира на ранг листите на продажбата во класата. Што се однесува до дизајнот, многу елементи Талисман влече од камел темелникот на холандјанецот, од атрактивниот концепт Desir од 2010 година, на кој за прв пат е видена блескавата маска на ладилникот со големото диамантско лого. Иако овој препознатлив символ блесна на голем број нови Реноови модели, неговата големина кај Талисман импресионира, особено долгиот преден капак на моторот, па во автомобилот некако наметнува визуелна надмоќ, па и во однос на поексклузивните и поскапи конкуренти. Трендовските LED дневни светла, кои во луксузните изведби, каков што беше и нашиот тестен модел, имаат поддршка од Full LED главните фарови. И задните се LED Pure Vision, па сето ова ја прави француската крстарица уште помоќна. Дополнителен филинг дава и она лого Initial, што значи дека пред вас е најлуксузната варијанта. Таква нападност може не е померак на сите, но од Рено велат дека на повеќето им се допаѓа. Со должина од 4,85 метри, Талисман е за 1,5 см пократок од лидерот во класата Mazda 6, а Шкода Superb е подолга само за 6 мм. Меѓуоскиното растојание од 2,81 метри раскошно и е за само малку помало од Маздините 2,83 и Шкодините 2,84 метри. Кабината е раскошна и нуди многу простор и во двата реда на седиштата, како за нозете, така и за главата. Интересно е што по толку години во Рено одлучиле да направат класичен лимузински концепт со надолжен багажник наместо практичната петта врата. Со 608 литри основна зафатнина и 1022 со соборување на седиштата, капацитетот на багажникот е меѓу најголемите во класата. Рекордер сепак е Superb со 612
25 литри. Освен во екстериерот, Рено направил исчекори во квалитетот на завршна обработка на сите делови кај интериерот. Иако најбогато опремениот Initial Paris модел не е најмеродавен за генерална оценка на квалитетот, бидејќи за него се резервирани најлуксузните елементи, очигледен е напредокот во однос на Лагуна и Латитуда. На регионалната презентација ја немавме најексплицитната изведба, но имавме можност да видиме изведби без кожни прислајки и додатоци од хром, алуминиум, дрво, но мора да признаеме дека завршната обработка е на највисоко рамниште. Предните седишта во тестниот модел беа комбинација со кожа и дополнителни дезени, опремени со греачи, вентилација и масажер. Инструмент таблата е дигитална, а над неа е head-up дисплеј со најважните информации. На централната конзола доминира со 22 см, односно 8,7 инчи екран чувствителен на допир, со мултимедијален состав и навигација. Со мултимедијалниот состав се управува со помош на кружниот џојстик на лева страна од управувачот и со игра на прстите по екранот. Софтверската подлога е унапредена со AirLink 2 и на негов најинтересен состав е Multi-Sense системот, кој на возачот му овозможува по електронски пат да избере еден од 5 режими на работа: комфорт, еко, спорт, неутрал и персоналайз. Со карактерот се менува и амбиенталното осветлување на кабината, бојата на инструментите и централниот екран. Аудиосистемот е ремек дело на Bose и е извор на врвен звук. Каде и да погледнете, зрачи од филигрански прецизна изработка на деталите и врвните материјали, премиум филинг, достоен на пакетот на опрема. Звучната изолација е исто така на високо рамниште, едноставно мириса на висока класа. Со притискање на копчето за старт го активирате 1,6 литарскиот Downsizing турбо дизел мотор со 160 конски сили, еден од бисерите на Рено, кој се вградува од Меган до Трафик. На хартија со можеби скромни 1,6 литри 4-цилиндерски агрегат со двојно турбо полнење при управувањето на лимузината делува сигурно, прецизно, стартно. Ова 1,6 тони лимузина до 100 ја забрзува за прифатливи 9,4 секунди, а достигнува максимална брзина од 215 км на час. Тајната е во вртежниот момент. 265 Нм се на располагање при само 1250 вртажи во минута, а при 1750 расте до максималните 380 Нм. Секако за тоа е тука и добрата трансмисија преку 6 степениот автоматски менувач со двојна спојка EDC, особено во режимот спорт, многу близу до совршениот DSG. Подеднакво доверлив и по прашање на потрошувачка. При крстарење паѓа и под 6,5 литри, а во град е меѓу 7,5 и 8 литри. Вистинска вредност е системот за управување на сите 4 тркала, специфичниот за Talisman for Control. При мали брзини од 50 до 80 км на час, задните тркала се вртат во спротивна насока од предните, најмногу за 3,5 степени, па со оваа скоро 5 метарска лимузина се маневрира повеќе од добро и во остри свиоци се однесува како Меган. При поголеми брзини задните тркала се вртат во иста насока како и предните, најмногу 2 степени, па лимузината е стабилна како далеку поголемиот Espace. Talisman поради ова се однесува мощно, агилно и сигурно на пат, иако позади има полукрута оска како и останатите модели од алијансата Renault Nissan на платформата CMF-CD, Qashqai, X-Trail и Espace. За сето ова добри оценки и на прецизниот управувач, кој има одличен одзив од подлогата во даден момент. На крајот и покрај задното подпирање кое се разликува од конкурентите, Talisman е меѓу другото мощно удобен благодарејќи на електронски управуваните амортизери. Без тапи удари, безпрекорно ги впива сите нерамнини. Мора да истакнеме дека списокот кај оваа изведба со елементи од пасивната и активната безбедност, што е и сосема нормално за еден од најбезбедните представници од класата, е навистина долг. Нема што нема, а сето ова чини кај македонскиот дистрибутер за возилата на Рено 44.450 евра.
Од Шкода потврдија официјално дека целосно новиот компактен SUV модел на марката ќе се вика Karoq. Автомобилот ќе биде представен за прв пат во светот на 18 мај во Стокхолм, а пазарното лансирање ќе започне во втората половина на годинава. За Karoq од Шкода коментираат дека тој ќе предложи емоционален и динамичен дизајн со помош на голем број слични елементи од гамата на компанијата, а интериерот и товарниот дел ќе бидат со еден од најдобрите во сегментот индикатори во однос на капацитетот. При стандардна конфигурација на седиштата, багажникот е со слободен волумен од 521 литри, а при спуштена задна клупа корисниот простор се зголемува до импресивни 1630 литри. По потреба седиштата може да бидат и отстранети од внатрешноста, на тој начин капацитетот се зголемува до 1810 литри. Од брендот ветуваат исто така дека Karoq, кој е со основни димензии должина 4328, ширина 1841 и висина 1605 мм, да дебитира со неколку нови системи за поддршка на управување, целосно диодни предни светла и за прв пат во историјата на Шкода со дигитална инструментална табла. Karoq ќе се нуди во 5 погонски верзии, а максималните капацитети ќе се движат од 115 до 190 конски сили, а дури 4 од нив се нови за компанијата, со исклучок на најмоќната дизелска верзија. Сите верзии на автомобилот ќе се нудат со избор меѓу 6 брзински мануелен и 7 степен роботизиран DSG менувач, а 2-литарскиот TDI дизел 190 конски сили стандардно ќе се нуди во верзија со 4 тркала. Новиот SUV ќе се нуди со модуларен систем на задните седишта VarioFlex, врата со дистанционално отворање, Шкода Connect со 4G интернет конекција, систем за вонредни ситуации Care Connect со копче за итна помош и многу други. Новината ќе дебитира со Parking Assist состав, систем за задржување на возилото во сообраќајната лента, асист систем за движење во заселен сообраќај, препознавање на пешаци, следење на движење на возилото напред. Volvo објави дека компанијата започна со сериското производство на целосно новата генерација на моделот XC60. Составувањето на автомобилите ќе биде во фабриката на брендот во Торсланда, во Шведска, а првиот автомобил е модификација T5 Inscription AVD во Crystal White боја. Од Volvo велат дека новата генерација на XC60 наследува автомобил кој за 9 години од лансирањето на пазарот стана бестселер во својот сегмент во Европа, со речиси 1 милион продадени примероци во целиот свет. Во моментов моделот генерира околу 30% од вкупната реализација на брендот на глобално ниво. Новото XC60 ветува да стане еден од најбезбедните автомобили кои некогаш се појавиле на виделина, а главна причина за тоа ќе бидат посебно димензионираната конструкција на моделот, мноштвото високотехнолошки системи за активна и пасивна безбедност, како и функционалности за полуавтономно управување. Во однос на погонските агрегати од Volvo велат дека новото XC60 ќе се нуди со плагин хибридниот погонски систем T8 Twin Engine, која ветува вкупна максимална моќност од 407 конски сили и можност за забрзување од 0 до 100 км на час за 5,3 секунди. Во палетата на новиот XC60 ќе бидат вклучени исто така дизел D4 мотор со 190 конски сили, D5 со Power Pulse и 235 конски сили, T5 бензинец со 254 конски сили и T6 со 320 конски сили. Good morning. I'm introducing you today the new XC60. This new car is our brand new baby. It's based on the SPA platform, scalable platform architecture. We have launched 2 years ago with the XC90, very successful one. And this new platform allows us to have the brand new technologies inside the cars and to reinforce our DNA. Volvo's DNA, you know, it's about safety, it's about environment, and it's about technologies. So you will have on this car all the state-of-the-art technologies and as well some world premiere in safety I will let you discover later on.
This is a brand new car replacing a very successful car, and this is the second car in the renewal of the total lineup. In the coming years, the next 3 years, we launch 4 new models, replacing current model, the S60, V60, but as well, we will introduce a brand new small SUV, the XC40, which will be as well a way for us to reinforce the DNA of the brand, but introducing this car and the brand to younger people. So we are very, very proud to launch this car in Geneva and to show our competitors and to the public that Volvo is stronger than ever. We have done a record year last year. It's the case for the last 3 years. The last 3 years were record years. It's a record years in profit as well. So it gives us the energy and the tools to launch and to continue to build the future. For Volvo, the future is electrification first, with a strong statement that by 2025 we'll have 1 million electric cars on the road, and as well by 2020 that we don't want anyone killed or severely injured in a new Volvo. So this is strong statement, and all the technologies we have built, this SPA platform, and you have here the best proof and a very good looking proof of the new XC60, it will allow us to reach these goals. So these cars will be produced in Sweden, in Torslanda, together with the XC90, and it will be available at the end of the first half this year. So around the month of June we will be able to deliver the first customers, and we have very high demand already, and as we can see with the comment of the journalist, it's a well-born car and it's a future bestseller, so we are very proud of it. And I invite you to test drive the car as soon as possible. Macedonia is a market, a very important market for us. Of course, it's not a big market, but it's really different. We have to build up the brand, and of course, we benefit from the support of a very strong network and strong dealers in Macedonia. And we will continue to introduce as well our DNA and to reinforce our DNA in the network with new facilities, VRE concept, Volvo at retail experience. And we will as well introduce new concept when it comes to after sales with personal service technicians, where we have a direct contact with the technicians for a better service quality. Во мај 2015 година предходната генерација на Honda Civic Type R го постави тогаш најдоброто време на северниот лак на Нирбургринг, кога станува збор за сириски автомобили со погон на предните тркала. Type R, кругот на зелениот пекол, го помина за 7 минути и 50,63 секунди. Една година подоцна, Volkswagen ја презеде титулата со GTI S Club Sport S со време од 7 минути и 47,19 секунди. Сепак, Honda се враќа во голем стил. Новиот Civic Type R неодамна на истата патека постигна време од 7 минути и 43,8 секунди, поправувајќи го времето на адутот на Volkswagen за повеќе од 3 секунди, или речиси 7 во однос на предходниот Type R. Сето ова се случува во текот на последната раздвојна фаза на новиот модел, што значи користен е прототип. За да се ослободат од вишокот на килограми, инженерите ги отстраниле задните седишта и инфозабавниот систем. Од компанијата исто така истакнуваат дека Civic Type R имал легални пневматици со спецификации за патека. Како подсетување, под хаубата на Civic Type R се наоѓа 2.0 литарски турбомотор со 310 конски сили и 400 Нм. Се разбира, моќноста се испорачува на предните тркала преку 6 брзински мануелен менувач со пократок преносен однос отколку порано.
Компанијата Lucid Motors објави дека од тестирањата на својот електричен модел со 1000 конски сили Air реализирани се на 12-километарскиот овален полигон во Охајо. Ривалот на Тесла модел S успеа да развие брзина од 350 км на час. Седанот Lucid Air дебютираше во 2016 година. Тој се задвижува со два електромотори и комплет акумулатори, чиј капацитет може да достигне 100 или 130 киловат-часови. Топ верзијата на моделот поминува до 640 км со само едно полнење. Забрзувањето од 0 до 96 км на час или 60 милји по американските стандарди трае 2,5 секунди. Предходно од компанијата производител официјално соопштија дека максималната брзина на возилото е 315 км на час. Сериското производство на Lucid Air ќе стартува во почетокот на следната година. Предвидено е до крајот на 2018 да бидат склопени 250 примероци од моделот. Цената ќе варира помеѓу 100.000 и 160.000 американски долари.